По Букурешкиот мировен договор од 10. август 1913 година, Македонија како етнографска целина останала поделена помеѓу балканските држави – Бугарија, Србија и Грција. Новата поделба на Македонија не го затворила македонското прашање, туку генерирала нови непријателства кои се заканувале да го нарушат кревкиот мир на Балканот. Извесен временски период се воделе преговори помеѓу ВМРО и албанските бунтовници за заедничко дејствување против српската власт. Охридското востание или македонско-албанскиот бунт е настан кој што се случил во септември 1913 година. Всушност, Охридското востание било директна последица на одлуките од Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија. Македонскиот народ и македонското револуционерно движење чувствувале дека биле изневерени идеалите за создавање на автономна или независна македонска држава. Значи, по Букурешкиот мировен договор пред се постоело огромно незадоволство кај македонското население. Се разбира, тоа најповеќе било изразено кај револуционерите во македонското револуционерно движење. Она што е во овој период значајно е да се согледат мотивите за кревањето на Охридското востание, пред се е, би рекол, животот. Едноставно животот кој што живее во местното население не бил на тие основи каде како што било, би рекол, претходно. Дури и Петар Чауле во едно своје интервју укажува на тоа дека србите се модерни варвари, дека тие всушност не ги оставаат децата да одат на училиште, не дозволуваат да се посетуваат црквите, не дозволуваат да се чита Куранот и така натаму. Во една таква ситуација, значи грижата и волјата за подобар живот ги соединува и македонците и албанците. 1913 година е година кога албанската држава, значи во 1912 година прогласува своја независност, меѓутоа и покрај тоа таа има многу порозна граница, а српските сили кои што дотогаш биле во Албанија не сакале да се повлечат од албанската територија во границата која што била зацртана со Лондонската мировна конференција. Значи, тие би требало, според Лондонската мировна конференција, да се повлечат на територијата на денешна Македонија. Меѓутоа, тие останале и понатаму во територијата на Албанија, значи тогаш веќе повторно зборувам за некоја порозна граница која што постојано, чии што домен или опсек постојано се менувал. Од гледна точка на тоа, албанските востаници имаат потреба, бидејќи не се решава на мирен начин прашањето на повлекување на српската војска, да кренат едно востание во кое што ќе го изразат своето незадоволство од решавањето или од спроведувањето на решенијата на Лондонската мировна конференција, според кое што децидно им се налага на српските сили веднаш да се повлечат од албанска територија. Овој настан не бил организиран спонтано, туку бил добро подготвуван настан во соработка со внатрешната македонска револуционерна организација и од албанските револуционерни комитети. Востанието било планирано да биде кренато некаде есента, октомври 1913 година. За таа цел, четите на ВМРО веќе се раздвижиле и по териториите на Албанија преминувале во западниот дел на Македонија. Водачите на востанието планирале да ослободат поголем број градови во Западна Македонија – Охрид, Струга, Кичево, Дебар. Во тоа веќе имали испланирано како ќе се одвиваат акциите со албанските востанички чети. Видите, албанците или албанското национално движење почнувајќи од 1909 година. Значи, албанците беа тие кои што фактички и беа промотори и движечка сила на младотурската револуција. Знаеме дека и Нијази бег, албанец, он ја почна револуцијата и албанците и 1908 година беа на страната на револуцијата и 1909 година по контрареволуционерниот удар во Истанбул, исто албанците дадоа голем придонес да се зачува придобивките од младотурската револуција, меѓутоа младотурскиот режим од 1909 година започна една кампања, сурова кампања против албанците, така што и тие модерирани албанци, пратеници што беа во османскиот парламент, сега сите се стана едно и се приклучија на албанското национално движење и од таа година, речиси секоја година имаме албански востанија. Во времето кога беше прогласена независност на Албанија, многу мала територија беше под контрола на востаниците, значи на 28 ноември 1912 година, така што и од самите српски документи кои што ги имаме на располагање,
тие, значи инспекторот, например инспекторот на Дебарскиот крај, кога јавува на нивните претпоставени, вели дека на териториите кај што има српска војска во територијата на денешна Албанија, меѓутоа и на територијата на денешна Македонија има силно антисрпско движење и само се чека моментот кога тие ќе подигнат восстание. Наоѓајќи се на еден момент, на една заедничка точка, дека двата народа се борат против еден заеднички непријател, како што и дотегаш се бореле против османската власт, овој пат против српската власт, доаѓаме до ситуација кога Сефедин Пустина, еден од врвните водачи на албанското национално движење, го повикува или контактира со Петар Чаулев. Петар Чаулев заминува во Елбасан и таму се среќаваат заедно со Сефедин Пустина и договараат заеднички да се кренат на восстание, со тоа што албанските оружени сили или востаници би биле под директна контрола на Петар Чаулев, кој што во албанските кругови важел за еден од поголемите или позначајните македонски револуционери. Ова го зборувам затоа што предходно, пред Охридското восстание, се случува едно така наречено тиквешко восстание, кое што покажало дека македонското население нема намера или нема желба да трпи некоја нова влада или некоја нова власт во споредба или како замена за предходната. Туку напротив сака во Македонија да се формира самостојна држава која што самото население ќе ја раководи или самиот народ ќе си ја раководи. Идејата била многу прифатлива, со оглед на истите желби, истите потреби да се анулира српската власт од нивните територии и со заеднички сили да се постигне она што, да речеме, со векови се барало, да се има една резка граница, една црта, да се знае. Ово е пријателски народ, да, меѓутоа ние имаме граница. Имаме заеднички интереси, меѓутоа сепак знаеме кој е домаќин во својата територија. Како резултат на преговорите што се воделе од 12 до 17 август 1913 година во Елбасан, Албанија, бил склучен договор помеѓу ВМРО и Албанскиот револуционерен комитет на чело со Сефедин Пустина. Согласно договорот со Албанскиот комитет, заедничките вооружени дејствија против српската војска и жандармеријата требало да започнат во октомври 1913 година. За таа цел, четите на ВМРО ги интензивирале организационите активности во Кичевско, Охридско, Струшко, Битолско и Дебарско. На теренот во Западна Македонија се активирале војводите на ВМРО Павел Христов, Милан Матов, Христо Анастасов, Нестор Георгиев и Антон Шибаков. Охридското востание, или така нареченото македонско-албанско востание, беше кренато како повод или еден вид револт на самата ВМРО, односно на незиното водство, бидејќи беше незадоволно од решението на Букурешкиот мировен договор со поделбата на Македонија меѓу Србија, Грција и Бугарија. А во таа смисла, организацијата го измени уставот на организацијата, односно го дополни уставот, во кој устав таа веќе најавува дека борбата на организацијата ќе се води за автономија на Македонија, понатаму дека организацијата ќе ги примени сите легални и нелегални средства за остварувањето на својата цел, односно за постигнување на автономијата на Македонија. Понатаму дека организацијата ќе се организира за подигање на местни и на општи востанија против новите окупатори на Македонија, против српската и грчката власт. И исто така во самиот устав беше набележено дека организацијата ќе преземе активности кон воспоставување соработка со турските и албанските револуционерни комитети за заедничка соработка, односно борба против новите управници во Македонија, србите и грците. Карактерот на востанието бил ослободителен, со јасни цели за отфрлање на српската власт во Македонија. Впрочем, дека востанието не било стихијно, покажувале координираните вооружени акции на четите на ВМРО со албанските востанички чети, како и заедничката привремена власт во мешан состав во градовите кои биле ослободени и заземени од страна на востаничките одреди.
Српската власт се обидувала на востанието да му даде наводен бугарски карактер, но во тоа не успеала, затоа што и бугарските дипломатско-политички кругови се оградиле од каква било соработка и помош на востаниците. Македонско-албанското востание од септември 1913 година било автохтоно, произлегувало територијата на Македонија и имало самостоен карактер. Тоа представувало успешен пример за соработка на македонските и албанските револуционери во борбата против српската власт во Македонија во периодот по Балканските војни 1912-1913 година. Она што е многу интересно, во моментот кога почнуваат пребројувањата, кој колку луѓе може да донесе, во документите тоа стои кој колку пушки може да собере, значи една пушка еден човек е, прават списоци. И ги има поименично, значи во документите ги имаме поименично. Тој раководител на тој оддел, имаме, може да собери 5 пушки, што да речеме е најмалата цифра која што има. Имате луѓе кои што можат да соберат, тие ги нарекуваат брзометни пушки, така што тие пушки стасуваат некаде до 400. Во тој период, сега зборуваме за период од 1913 година, да не бидеме погрешно разбрани, бидејќи денес е многу можеби лесно да соберете 400 луѓе или 400 пушки, имајќи ги предвид сите технички, технолошки можности. Меѓутоа, во тој период да се собере толкава цифра на востаници или толкава цифра на луѓе, воопшто не било ниту лесно, ниту било наивно. Значи, сите тие луѓе биле некако на костреш. И сакале во дадениот момент да излезат од собствената зачауреност и да кажат: да, луѓе, доволно беше, ние бевме под една власт, сега повеќе не трпиме. Тоа значи зборува и за албанското население, тоа го зборуваме и за македонското население. Татко ми работи многу добре со албанците. Треба да знаеш, че както со младата албанска држава, која е создадена ноември предната година, 12 година, така и со некои негови блиски пријатели, ето както Ирфан Бей, соученик, един турски мајор од албански происход, Али Бей, сашто, со Сефенин Пустина, тој е един од големите дерибеи во Дебар, со него сашто са се разбирали добре. Востанието започнало еден месец порано, некаде 7 септември 1913 година, поради ненадејното откривање на една албанска востаничка чета. Веднаш потоа востаниците биле принудени да го кренат востанието и за кратко време албанските вооружени чети и четите на организацијата го ослободиле градот Дебар и создале привремена управа составена од македонци и од албанци. На 7 септември 1913 година, албанскиот бајрактар Селим Ага бил нападнат од српска војска во близина на градот Дебар. На помош му притекнали неколку албански чети, како и чети на ВМРО, кои се наоѓале во непосредна близина. Се развила жестока битка која набрзо го опфатила целиот регион, со што фактички востанието започнало многу порано од предвиденото. Српската администрација се повлекла од градот, додека околу 400 војници биле заробени од страна на востаниците. Петар Чаулев во своите белешки ги забележал следниве податоци за заземањето на Дебар. Дебар ликуваше. Македонското знаме се развејуваше над секој прозорец. 200-300 заробени српски војници, тивко без да ги вознемирува некој, ги водеа низ градот. Други ги прибираа убиените и ранетите, меѓу кои видов и еден офицер, според зборовите на еден погоден со 7 куршуми. Народот весело и гордо се движеше по улиците и секој трчаше по ќошињата да пронајде некој убиен војник и да му го собере оружјето. Никакви ограбувања, кражби и насилства не се случија. По действијата во Дебар веќе се оформила една слободна територија, која што всушност била зачеток на една по-голема слободна територија како допринос од востаничките действија. По Дебар се започнува со активни вооружени действија кон Струга и кон Охрид. Како резултат на тие действија, на 12 септември утрото, Петар Чаулев
влегува во Охрид, меѓутоа битно е да се знае дека веќе српските војски биле повлечени од градот Охрид. Кога Чаулев влегол во Охрид, во ослободениот Охрид, неговата мајка веќе мислела дека тој е убиен бидејќи слушнала некоја таква вест дека Чаулев е веќе мртов. Но кога го видела како оди на чело на колоната на востаниците, со солзи во очите извикнала: "Сине мој Петре, уште на чело на каква војска и востанички одреди нема да те видам." Тоа е доволен доказ за тоа дека Чаулев имал големо искуство во револуционерните борби за ослободувањето на Македонија. На тој датум, значи на 12 септември, е воспоставена една исто така локална власт и во градот Охрид, во која влегувале одредени значајни личности од градот Охрид, меѓутоа исто така и значајни во македонската историја, како што бил Лев Огненов, потоа тука бил Петар Филев, Кацкаров и така натаму. Она што е значајно дека тие всушност важели за една привремена влада во некои историски сведоштва, би можеле да ги укажеме дека всушност тука била формирана и една привремена влада. Кога реков дека според документацијата тоа востание зашто не може да се вика дебарско, туку септемвриско, еден од правците, првиот правец бил од Елбасан, Струга и кон Дебар, и тоа бил правецот од кој што имало најмногу број македонско население. Значи, подоцна им се приклучува и Петар Чаулев, кон Струга и Охрид, и продолжуваат кон Кичево и Гостиварско, а вториот правец на востаниците бил од правецот на Пешкопеја, значи од кај мостот Араста, така се вика местото во денешна Албанија, кон Пешкопеја, значи до Пешкопеја е заземено и после напредуваат кон Жировница и еден рапорт началникот на Дебар Чирковиќ кој што го испраќа до востаниците, до инспекторот на српската полиција во Битола, он кажува дека на 8 септември веќе востаниците го има заземено и Пешкопеја и Жировница и се на 10 километри до градот Дебар, така што он самиот дури немал време да си ги земе сите своји ствари и да се пакува за да се повлече кон другите територии кои што биле под српска контрола. Она што најбитно е во дадените моменти кога зборуваме за документите е дека српската власт секогаш се обидувала да го минимизира значењето на водачите. И српската власт, што мене ми остави впечаток од тие документации, анализира 32 водачи на албанското востание, Иса Болетини, Исмаил Чемали, Елези Суфи, меѓу кои ги анализира и Петар Чаулев и Милан Матов. Меѓутоа, не само за овие, кога станува збор за македонските четници, он во сите извори кои што јас досега сум ги имал од српска провиненција, се однесуваат кон нив како со омаловажување. Значи, например, за Петар Чаулев велат дека бил доста плашлив, меѓутоа, од друга страна, во документите пак пишува дека ако бил плашливо не можел да влезе со војска во Охрид. Значи, се контрадикторни во своите извештаи. Самиот факт што Сефадин Пустина го вика или му се обраќа токму на Петар Чаулев да биде раководител, односно водач на албанските трупи, на востанички трупи, самото тоа зборува дека ние конкретното востание или конкретниот случај мораме да го ставиме под лупа на сите можни релевантни документи кои што ги имаме со оглед на тоа што треба да направиме мозаик од многу камчиња. Истото за Милан Матов, например, вела дека тој бил платеник на бугарската власт, дека бил омилен на бугарскиот шеф на тогашниот за надворешни работи на Бугарија. Значи, мене ми е јасно дека тоа го прават со една цел, прво на населението да стават паника, а мислам дека главно србите и српската власт се исплашија од едно поголемо заедничко албанско-македонско востание, која што би имало посериозни последици по овие простори. На 11 септември, српската власт прогласила мобилизација и алармирала својата општествена јавност дека Србија се наоѓа пред нова војна. Во исто време, востаниците ја зазеле Струга и околните села. Четата на Чаулев патролираше на теснецот Петрино Вуково. На 15-ти, пред ручек, водачите на четите заедно со видни граѓани имаа заседание во Теќето.
На тоа заседание целиот град се прогласи за револуционерен, а за главнокомандувачки на револуционерите, без разлика на вера и народност, беше избран Петар Чаулев. Охриѓани добро го познавале Чаулев, затоа што тој бил активен во регионот на Охридско, уште пред започнувањето на Балканските војни. Чаулев, како и поголемиот дел од македонски револуционери, се карактеризирал со една посветеност, со еден висок степен на патриотизам, со квалитети кои што ги краселе поголемиот дел од македонските револуционери, самооткажување, пожртвуваност и посветеност на идеалот за ослободување на Македонија. Тој и по завршувањето на настаните поврзани со Охридското востание останал активен член во македонското револуционерно движење. Имено тој бил член на Централниот комитет на ВМРО и бил една од движечките фигури на македонското револуционерно движење во меѓувојниот период, заедно со Александар Протогеров, исто така од Охрид, и Тодор Александров. Се до неговата смрт, се до неговата ликвидација во 1924 година во Милано, што всушност било резултат на внатрешните пресметки во внатрешната македонска револуционерна организација, нетрпеливоста, борбата за престиж. Но така би се заокружил описот за личноста на Петар Чаулев, една личност целосно посветена на слободата на Македонија. Ние доволно кажавме за оние кои што можеле да покренат повеќе луѓе од страната на албанците. Меѓутоа, не кажавме дека еден Петар Чаулев, кој што за нив е поим за водач, односно за албанците, исто така имал големо влијание и сред македонското население. Значи, не за џабе или не илузија тоа што го викнале албанскиве водачи да го раководи или да соработуваат за едно заедничко востание, значи Охридско-Дебарско востание. По начинот на дејствување, Чаулев настојуваше дека треба пред да се настапи кон Битола, да се преземе Кичево. Меѓутоа, во тој период на Петар Чаулев и на востаниците им е јавено дека всушност грчката војска преминува границата и стигнува во Поградец. Поградец е град кој е многу близко до Охрид и всушност српската влада се јавува и укажува на грчката војска дека им треба помош во тој период, бидејќи веќе српските војски кои се наоѓале на таа територија мораме да не ги занемариме, односно тука и Васили Трбич кој своите војски ги префрлува од Прилеп, значи од касарната во Прилеп, ги распределува околу зоната каде што била ослободена својата територија. Ако ги читате и весниците кои во тоа време фигурирале и низ Европа, па и во Србија, како што биле Daily Telegraph, па Белградските новини, ќе видиме дека србите всушност ова востание го сваќаат како една нова војна. Значи, токму поради тоа 100.000 војници од Србија се префрлени во Македонија. Можете да замислите за каква бројка на луѓе станува збор. Многу напредни весници од Белградскиот печат пишуваат за ова востание и покрај другото се прашуваат зошто толку војска српска се врши натрупување према Јужна Србија, а велите дека е тој српски народ, а всушност е македонски народ. И тука вршат еден напад на српската власт, а Никола Пашич им одговара: немојте толку да вршите убиства, бидејќи границата не е се уште одредена, водите сметка. Меѓутоа, српските генерали не воделе сметка. Народот го уништувале цркви, уништувале луѓе, уништувале џамии и така да предизвикале еден отпор од самиот народ против српската власт. Во моментот кога српската влада добила виза
за навлегување со големи сили во деловите на Дебар, Охрид и сите други спомнати каде што било востанието. Во тој момент се одвива една многу крвава пресметка на српските војски со востаниците, со тоа што биле бескомпромисни и во нивните документи, во документите на српската власт или српските воени аташеа, секаде стои една запрепастувачка цифра на востаници. И сега прво се прашувате дека дали е возможно толково население да учествувало само во 3-4 града во едно востание, или тоа се цифри кои што требало утре другиде на српската власт да и овозможи незино амнестирање од толку крвавите и жестоки пресметки со населението. Значи, јас апострофирам некоја огромна цифра и јас поради тоа морам да донесам толкова силна војска за да можам да се справам со толку бројно население, односно востаници. Доколку го прикажете некоја помала цифра, а вашата илузија останува само ваша. Не можете да ја продадете како вистина. Петар Чаулев не тргнува на Битова, бидејќи во Битова била сконцентрирана огромна српска војска, знаејќи го значењето на Битова. Битова бил во тоа време образовен центар, културен центар, па и дипломатски, би рекол конзулски центар. И во тоа време српската војска доста обрнува внимание врз градот Битова, во никој случај не сакава да го даде. Токму поради тоа поголема стационираност на војските имаме во Битова. Значи, несомнено имаме околу целата територија, ослободена територија, востаничка територија, меѓутоа најголемиот број на војска бил сконцентриран токму кај Битова. Затоа, знаејќи дека ќе се суди со толкава голема бројка на вооружени српски сили, Петар Чаулев се одлучува да го завземе градот Кичево се со цел да има поголема територија од каде што ќе може да црпи и повеќе од местното население, па и одредени пропратни елементи кои ќе го пратат нормално едно востание. Многу значајно е да се спомене дека ослободувањето на Охрид, а веднаш потоа и на Струга, се случило самостојно, без да им помогне некој од страна на востаниците. Ниту Бугарија, ниту Србија или било која од балканските држави имале директно па и индиректно учество. Битките што се воделе помеѓу востаниците и српската војска, жандармеријата и српските четнички одреди, биле решавачки за конечниот исход на Охридското востание, односно македонско-албанскиот бунт. По судирот на четата на Чаулев со српската војска кај село Иванчишта, востаничката чета на 17 септември 1913 година влегла во градот Кичево. Но следниот ден на 18 септември Чаулев се повлекол со четата од Кичево без борба, бидејќи кон градот доаѓала бројна српска војска со артилерија и секој отпор бил невозможен. Српската војска, паравојните формации и жандармеријата ја заобиколиле слободната територија и се доближувале кон поголемите градски центри кои ги држеле востаниците. На 18 и 19 септември четите на војводите Нестор Георгиев и Антон Шибаков се судриле со српските вооружени формации во близина на Голак планина. На помош на српската војска дошла и грчката војска, која од задгрб ги нападнала востаничките одреди. Фактички, планирањето на ослободувањето на Охрид и на другите градови, Дебар, Струга, еден краток временски период било ослободено и Кичево, само за еден ден, било автохтоно, испланирано од самата територија на Македонија. Било предизвикано всушност од неповолниот развој на настаните во Македонија и нерешавањето на македонското прашање. Учеството пак на албанските револуционерни комитети од своја страна било испровоцирано поради неподносливата положба и на албанското население во западниот дел на Македонија. Иако знаеме дека Албанија веќе била конституирана како автономна држава во 1912 година, што значи дека имала прв степен на државност. Пред се, кога зборуваме за македонците и албанците и нивната заедничка, би рекол, конспирација за понатамошно револуционерно делување, мораме да бидеме свесни за самиот момент во кој што живееле и во кој што се наоѓале. Нив им било едноставно важно да се оттрни тоа српско окупаторство кое пред се не било човечко.
живееле во полоши услови отколку што било во турското робство. Знаете, кога се зборува за албанците и ако ги согледаме нивните аспекти, ќе видиме дека за нив полошо било српското окупаторство него турското, бидејќи во време на турското робство ти имале заедничка вера со турците. Меѓутоа сега веќе и по вероисповед се различни со новите окупатори. Тоа многу делувало врз нив. Затоа идејата не била што би било доколку би било после востанието, туку она што е било најзначаен факт е дека треба да се крене едно востание против српското окупаторство. Се разбира кога станува збор за што понатаму, ако ги согледаме и историските факти, ќе видиме дека во 1912 година веќе за прв пат започнува таа албанска држава, што значи веќе Албанија е формирана. Се работи за население кое живее на територијата на Македонија. Српската војска и жандармерија била изненадена од брзиот тек на настаните и од ослободувањето на повеќе населени места во западниот дел на Македонија. На нив им било потребно околу 10 дена да ги консолидираат своите воени сили и поради сериозноста на ситуацијата кон Охридско, Струшко, Дебарско и Кичевско се раздвижиле големи вооружени сили, полициски и воени и разноразни паравоени четнички организации предводени од српските четнички војводи на Василije Трбич, Јован Долгачот и други српски четници кои што ја помагале регуларната српска војска и жандармерија. Тие се тие сили кои што биле директно испратени за чистење, значи така стои во документите, за чистење на српските територии од непослушните бугари. Значи тие се бугари. Немате вие тука домародно население и друго. Затоа што кога читате бугарски документи, секогаш лошите се оние србите. Кога читате српски документи, оние лошите се бугари. А никогаш не можете да најдете во овој период македонско население. Не заради друго, само заради тоа што дури и странските дипломати, дипломатијата која што се обидувала на секој можен начин да заграби што е можно повеќе територии на Балканот, имајќи ги предвид интересните сфери, ако земеме дека една Британија, имајќи го предвид незиниот интерес во Грција, се кажува или желбите се да дојде грчката северна граница до Битола, доколку ја земете Сан Стефанска Бугарија, доколку ја земете желбата на Србија, односно руската интервенција. Тука доаѓате до еден пекол во кој што сите се заинтересирани за едно парче кое што е толку мало или толку неделливо, што вие насила кога ќе го поделите, не можете ништо друго да очекувате освен да испровоцирате востание. И токму тоа е тој револт. Од страна на Србија, на командата на српската војска, била предвидена една поопсежна војна операција за поразување на востаниците. Всушност, востаниците очекувале напад од српската војска и од четничките вооружени формации, и затоа уште на почетокот, веднаш штом било слободен градот Охрид и била востановена привремена управа, започнале да организираат утврдување во близина на градот, затоа што од планинскиот дел кон Охрид се очекувал напад и офанзива на српската војска. Интересно е што навистина се случувале жестоки воени судири при обидот на српската војска да го заземе градот Охрид во близина на местноста Петрино, понатаму јужно од градот Кичево исто така имало судири помеѓу српската војска, четничките одреди и востаниците предводени од Петар Чаулев. Треба да се спомени и фактот дека на помош на српската војска дошла и грчката војска која што се обидела од југ да ги нападне востаниците. Петар Чаулев веднаш им испратил едно ултимативно писмо во кое што ги предупредил дека ако се доближат до востаничките позиции, жестоко ќе им биде одговорено. Но тоа не ја поколебало грчката војска во моментите кога востаниците биле зафатени во судирите со српската војска од јужната страна да ги нападне од задграб востаниците. Може би тоа и го забрзало поразот на востаниците, било само прашање едноставно на ден кога ќе падне градот Охрид, Струга и другите ослободени населени места. На 19 септември започнале завршните борбени действија помеѓу српската војска и востаничките одреди, при што од страна на српските вооружени формации биле запалени речиси сите села во Охридско, каде тие настапувале и навлегле. Востаниците биле принудени да го напуштат градот Охрид и да се повлекуваат на запад кон Албанија. На 20 септември 1913 година
во Охрид влегла српска војска, која повторно ја поставила и обновила српската власт. Под притисок на српската војска и од Дебар и околината кон Албанија, почнале да се повлекуваат македонските и албанските востанички чети, заедно со цивилното македонско и албанско население, кое стравувало од српските репресалии како чин на одмазда за поддршката на востанието. Во една таква тешка ситуација, Петар Чаулев наредил востаничките одреди да се поделат на помали делови и да се распрскаат по реоните во Западна Македонија, и на тој начин привремено да ја продолжат борбата со српските војно-полициски сили. По последната поголема битка со српската војска кај селото Плино, Ресенско, четите на ВМРО, предводени од војводите Нестор Георгиев, Антон Шибаков, Христо Атанасов, Петар Чаулев и Павел Христов, се повлекле на територијата на Албанија по претходен договор со Албанскиот револуционерен комитет. Востанието всушност се укажува дека со пребегнувањето, би рекол, или префрлањето на македонските и албанските револуционери на територијата на Албанија, постои еден историски факт доста интересен, а тоа е дека се сметало дека востанието не е задушено, туку напротив, дека само македонските револуционери и албанските се трнати на страна да можат да, би рекол, да се сконцентрираат и одново да започнат со одредени борбени дејствија, да соберат пари, оружје, потоа да се консолидираат во своите редови и да започнат одново да војуваат. Всушност, територијата на Албанија и од порано им служила во тие предвостанички денови и како територија од каде што четите на ВМРО навлегувале на територијата на Македонија под српска власт, така што непречено повторно се повлекле на територијата на Албанија. Српската војска и жандармерија и четничките одреди со целосна жестокост се нафрлиле врз цивилното македонско и албанско население во Охридско, во Струшко, во Дебарско. Според податоците кои што ги имаме за овие настани, веднаш по задушувањето на Охридското востание, српската војска запалила и уништила околу 30 до 40 села само во Охридско. Според статистичките податоци што ги имаме од ВМРО и од албанските револуционерни комитети, во Охридско били убиени неколку стотина луѓе, востаници и цивилно население. Кога србите влегле во градот Охрид, тие веднаш наредиле да се уапсат градските првенци, за кои што сметале дека го поддржувале и организирале Охридското востание, и да се затворат или да се стрелаат. Куќата на Петар Чаулев била запалена и уништена, затоа што се знаело дека Чаулев бил водачот на Охридското востание. Врз цивилното население, кое што останало живо, исто така били извршени голем број репресалии, убиства, физички пресметки, силување на жени. Во Дебарскиот крај многу настрадало албанското цивилно население. Според некои статистички податоци од тој временски период, били убиени од 500 до 600 цивили и востаници, пред се албанци, иако тие овде се бореле и со четите на организацијата. Во Кичевско биле запалени голем дел од селата во околината на градот, како одмазда за поддршката на востанието од страна на цивилното население. Во период од неколку месеци, за да се задушат какви било пројави на отпор во овој дел на Македонија, српската централна власт воспоставила вистинска војна опсадна состојба, мислејќи дека ќе пронајде некои од учесниците на востанието, иако за волја на вистината, голем дел од нив веќе ја напуштиле Македонија и побегнале во Албанија. Идејата на српската историографија е да го покаже истото што го покажуваат документите. Дека имало толку и толку востаници и ние отидовме само да си исчистиме границата. Не отидовме да тепаме, не отидовме да колиме. Меѓутоа, ете ги протеравме и тие си заминаа, си се повлекоа во Албанија. Од друга страна, другиве документи зборуваат спротивно. Меѓутоа, она што наредно како период следува во српското окупаторство е пред се воведување, односно прикажување на една српска пропаганда, во која што местното население се укажува како срби. Во одредени пописи ги запишуваат како срби. Укажуваат на тоа дека всушност Македонија е стара Србија. При тоа им се додаваат придавките на презимињата со ич и така натаму. Сето ова било осмислено се со цел да се укаже дека на оваа територија всушност живеат срби.
нормално местното население било ригорозно против таквите мерки и дури има и одредено сведоштво кое укажува дека и веднаш после задушувањето на востанието да се започнело со нови револуционерни действија, од толку што биле жестоки тие тероризирање врз местното население повторно ќе пристапело кон едно ново востание или револуционерни дејности. Меѓутоа, согледувајќи ја силата, согледувајќи го навооружувањето, па до некаде паричните средства, бидејќи имаат свој удел во едно востание, сето тоа било невозможно. Сето тоа така ќе остане до започнувањето на Првата светска војна, каде што знаеме има веќе поинаков тек целиот настан. И друго да ви кажам, исто мајка ми кажуваше, кога на школу не смели да се кажуваат како македонки. Например, јас сум Цветанка Трпковиќ. Самиот факт што ова е како автохтоно востание, на кое што во дадениот момент не му се приклучуваат многу по-моќни, да речеме, револуционерни имиња во тоа време, макар што овие не се занемарување, да не бидам погрешно сватена, тоа веројатно точно зборува за помирливоста на одредени македонски дејци или ќе речам пак, може би одредени албански дејци, спомнавме дека дури и еден Исмаил Кемали се оградил од востанието, со ситуацијата која што настанала. Големите сили се тие што решаваат, големите сили треба да не поделат, големите сили ја минуваат се, што имаме повеќе да направиме ние. Апатијата кај македонските револуционери и кај албанските револуционери произлегува токму од тоа. Со години се боравме против османлиската власт. Сега веќе немаме ниту сили, ниту можности да кажеме нешто, кога веќе на некоја зелена маса не исцртаа, не доведоа до тоа што не доведоа, до расперчување, и ние сме немојкни да партиципираме во ништо друго, освен во некоја си апатија. Последиците од задушувањето на Охридското востание биле катастрофални и долготрајни. Уште долг временски период овој дел од Македонија ќе биде извор на нестабилност затоа што не можеле лесно да се смират така состојбите. Албанско-српската граница во делот кон Македонија била доста порозна, бидејќи албански чети и во периодот кој што доаѓал и понатаму навлегувале на територијата на Македонија, а по завршувањето на Првата светска војна и четите на организацијата повторно ја користеле територијата на Албанија како место од каде што навлегувале во Македонија. Последиците од тоа стание се позначими отколкото од Илинденското, както положителните, така отрицателни. Во Илинденското востание е ослободено Цер и Крушево, две градчета. А во ова востание 13 година се ослободени 9 околи. 9 околи. Обаче и емиграцијата, докато од Илинденското востание 32.000 души, од тука, од ова Охридско-Дебарското востание 70.000. Имиграцијата е страшна. Србите, кога се вршат вториот пат со гвардејците, колет без да мислат кого колет и што колет. Значи, тоа се такви злодела кои што веројатно ги нема ни во филмовите на Хичкок. Мислам, карикирам. Се случувало цели фамилии да ги запалат во затворена куќа. Горат луѓето, вриштат, пиштат луѓето, тие уживаат навек. Има сцени кои што се опишани, кои што на човечкиот ум му се далечни. Веднаш после задушувањето на Охридското востание во селото Велгоштеј, српската жандармерија спровела една акција каде што го опустошила селото пред се. Потоа ги собрала сите жители на селото Велгоштеј во парохиската црква Свети Климент, каде што во истата црква жандармеријата ги одвоила сите мажи настрана, според хрониката на Ангеле Шапче,
некаде околу 75 души. Сите биле спроведени во Охридскиот затвор, каде што била формирана комисија од 5 члена, која комисија одлучувала за нивната понатамошна судбина. Односно, што ќе се случи со заробените. Некои од членовите од таа комисија биле да се стрелат сите, други секој втори, а на крајот председателот Ангелко Ангелковиќ одлучил да се стрела секој петти. И така биле постројани пред Охридскиот затвор, каде што по игра на случајност, односно со броење, секој петти бил тргнат настрана. За тоа имете на грешка, не да му велам, зошто тоа не се пише негде на видело, да се види што правеле тие. И се прави после там да навераш да го направиме, да не направиме, да не јајме чотек од Србите, не знам ова, не знам она тамо. И закопа тие. И готово. Никој не сме да превори кај се, шо се, како се. Само му јавиле ресен, тој што идеше сам, аре будала човек, сиде од Петрино, наравно стораницама, со пари во него. И иде, ко ти рекле, не одај велгошти, ќе јаиш чотек, ќе те закопе жив. Не рекол, тоа јас мора да одам. Писание такво. Од тога преку планиње, право, кај што му рекле, овде се закопа. Уште не биле закопани, и не го закопане. Зашто им прави со они збуваме со другариви негови, како поминал и како ќе помини, а овие друго му мислат. За даните Србите. И закопаа 15 души. Јас по ќепата и велам, зошто не се напишува таа слика да ја гледаме и сите да ја гледат. Разбираш? Не е напишана. Од страх од Србите. Зато денеска нашиот живот македонски да се очуваме векој. Јас сум Климе Трповски, правнук на Зарко Трповски, кој што е стрелан 13 година од српскиот окупатор во овој простор овдека. Тој не е учесник, да речеме, во тоа восстание против србите што се кренало под водството на Петар Чауле, него тој е обичен селанец, како и сите други, што ги собра и ги стрела. После 2-3 дена, после молбите на велгоштани, на фамилиите им било дозволено да ги земат телата и да бидат погребани. Тоа било еден голем масовен погреб во Велгошти. Последиците од задушувањето на ова септемвриско антисрпско востание, така да го наречеме, од Косово до Охридското езеро биле катастрофални. Фактички териториите кои што биле, кај што поминувала српската офанзива, значи фронт околу 100 километри, до 100.000 војници, рушеле и палеле и македонски и албански села, така што овие простори, посебно градот Дебар, значи запустил и денеска, например, во Албанија, голем дел од населението уште од тогаш ме емигрирало во Албанија и поголемиот дел не се вратило више во Дебар. Не зборувам, значи, за еден, за друг и за трети. Тоа се случувало секаде, на тој појас, македонско-албански појас. И затоа не можете, ама никако не можете да го одделите, да го речите албанско востание, македонско востание, вакво востание. Тој народ толку страдал, што едноставно е нечесно како на наши предци да им се одолжиме со тоа што ќе ги одделиме. Тоа е факт дека било македонско-албанско востание.
dušo moja, dojdi da me ispratiš, dušo, dojdi, dojdi, dušo moja, lebi voda donesi, samo nemoj dušo, ne plači, nemoj ne žali, samo nemoj dušo, ne plači, sama dušo ostaje.